На земјава и требаа речиси 2 децении за да спроведе попис на населението по претходниот, оној во 2002 година. Зошто? Затоа што наместо само статистичка, тој кај нас е и политичка операција. Ова е грубо упростување, но во суштина работите стојат вака. Политичарите македонци пред секој попис инсистираат тој да ги опфати само жителите кои што живеат во земјата, а не и оние кои што се одселиле, повикувајќи се на европските и стандардите на Обединетите нации. Политичарите албанци пак сметаат дека е дискриминаторски да се отфрли диаспората, поради тоа што процентите во земјава даваат и одземаат права на етничките заедници. Па за воопшто да има попис во 2021-та, мораше прво да се најде разумен компромис меѓу тогашните владеачки партии. Еве и како се дојде до него. Во законот од пропаднатиот попис во 2011-та и во законот за пописот од 2002-та, иако со различни зборови беше дефинирано дека за вкупно население во земјата ќе се сметаат лица кои имаат живеалиште во РМ без оглед дали во моментот на пописот се дома или на друго место во државата, странци со одобрение за престој, лица кои имаат живеалиште во РМ, а за време на пописот се во странство, но не подолго од 12 месеци пред неговото спроведување. Македонски државјани кои работат во дипломатско-конзуларните представништва во странство или се во странство за други потреби на државата. Или, во претходните закони за попис јасно беше дефинирано дека во вкупно население во земјава не влегуваат лицата кои се на работа во странство повеќе од 12 месеци, односно диаспората. Но во законот за попис од 2021-та нема дефиниција што представува вкупно население во земјата, односно кои категории го сочинуваат. Наместо тоа, од членот 6 пишува дека лица кои ќе се попишат се државјани на РСМ кои имаат живеалиште или престојувалиште во РСМ без оглед дали во моментот на пописот се наоѓаат во РСМ или во странство. Странски државјани кои престојуваат во РСМ со одобрение за престој. Лица без државјанство кои во моментот се затекнати во РСМ. Што ќе се брои како вкупно население во државата, како категорија, влезе во друг документ – методологијата за попис. Тоа е подзаконски акт кој не го носи собранието, туку директорот на Државниот завод за статистика. И, таму, пишува дека за вкупно население во земјата, наречено и резидентно, ќе се сметаат горе-долу истите категории кои беа наведувани во законите при претходните пописи. Вклучувајќи го и клучниот аспект, дека во резиденти влегуваат државјаните кои се во земјата и оние кои имаат место на живење во РСМ и се нејзини државјани, а во времето на пописот престојуваат во странство помалку од 12 месеци поради работа или друга причина, како и членовите на нивните домаќинства кои престојуваат со нив. Со други зборови, соломонското решение беше во законот да стои дека се попишуваат сите, а во подзаконскиот акт да се дефинира кои граѓани ќе се сметаат како вкупно население во земјата или резиденти, а кои како диаспора или нерезиденти. Против таквиот пристап, иако со 3 години за доснување, иницијатива пред Уставниот суд поднесе Скендер Реджепи, пратеник од Европскиот фронт предводен од ДУИ. Неодамна, судот иницијално му ја прифати и одлучи да поведе постапка. Реално, ако гледаме правно, одлуката беше очекувана. Ако гледаме политички, одлуката беше зачудувачка. Зашто велам така? Од низа други одлуки кои што направи огромна политичка штета, се очекуваше дека и ова ќе помине на таа линија, меѓутоа од реалниот правен аспект изгледа било невозможно да го премостат оваа иницијатива да ја премостат. Реджепи ја оспори методологијата за пописот. Според него, во неа се воведени категориите резидентно и нерезидентно население, без за тоа да има основа во законот за попис и во Уставот. Но во законот за попис има фуснота дека тој е усогласен со меѓународни документи кои пак дефинираат дека на попис не се попишува диаспора, туку само население кое е во една земја повеќе од 12 месеци. Тоа според Реджепи не е релевантно во случајот. Законите во Република Северна Македонија и Уставот се многу побитни од правниот аспект од било кој меѓународен документ за нас како граѓани. Значи, доколку имаше таква најава, тоа требаше претходно да биде внесено во законот и да тогаш ќе бевме сведоци дали ќе поминеше таков закон за попис. Се е чисто со методологијата.
Таков е ставот на Апостол Симовски кој го донесе овој сега оспорен документ и во чие директорување со Државниот завод за статистика се спроведе пописот во 2021-та. Во аргументацијата, тој прво ни кажа дека законот дал основа да се попишат сите државјани, а во методологијата само е дефинирано резидентно и нерезидентно население, какви што се впрочем препораките на Обединетите нации и на ЕУ. Методологијата во суштина представува они технички дел, како се спроведува пописот, деталите околу спроведувањето на пописот, што се опфаќа со пописот, сите белези кои што се делат пописот и слично. И ова методологија базира на препораките, тоа е еден документ кој што го носат Обединетите нации, односно Економската комисија за Европа, дело за нас, заедно со Евростат, и кои што се, каде што се определуваат правилата, како се спроведува пописот и што се ќе биде вклучено во тој попис. Во разговорот со Симовски го отворивме прашањето дали методологијата е во согласност не само со меѓународните документи, туку и со законот за попис. Значи во законот е запишано дека се попишува и резидентно население како категорија и се прави обид да се офатат што е можда повеќе, бидејќи немате никаква... Но не се користи терминот резидентно. Се користи и резидентно и нерезидентно. Го има по законот, но не се дефинира што значи резидентно, а што значи нерезидентно. Тоа е дел на методологијата. Извинете само, во кој дел, во кој членови од законот се споменува резидентно и нерезидентно? Верувате ми, не знам точно кои членови се, но при дефинирањето на единиците на попис, во тој дел. По интервјуто направивме двојна проверка и уште еднаш се уверивме дека ниту во единици кои ќе се опфатат со пописот, ниту во другите глави од законот не се споменува резидентно и нерезидентно население. Така, се чини заклучили уставните судии, судејќи по одговорот што го добивме на прашањето. Зошто одлучиле да поведат постапка по иницијативата на Скендер Реджепи. Судот се сомнева дека тогашниот директор кој раководел со Државниот завод за статистика се ставил во улога на создавач на норма, односно законодавец, воведувајќи посебни категории во методологијата, вкупно резидентно население и вкупно нерезидентно население, кои всушност не се предвидени со член 6 став 1 алинеа 1 од законот. Од анализата на содржината на оспорените делови на методологијата во корелација со одредбите од Законот за попис на населението, домакинствата и становите во Република Северна Македонија 2021 година, произлегува дека со методологијата треба да се дефинираат единиците кои ќе се попишуваат и белезите за кои ќе се прибираат податоците, но не и да се прави нивна категоризација. Во одговорот, одуставен не ги споменаа меѓународните документи кои стојат во фуснотата во Законот за попис. Можеби ќе ги има во решението кое треба да го објават деновиве. Затоа ги проверивме сами и најдовме дека во регулативата 763/2008 на Европскиот парламент и Советот на ЕУ јасно стои дека лицата кои единствено треба да се сметаат за жители на едно географско подрачје се оние кои живеат во нивното вообичаено живеалиште континуирано најмалку 12 месеци пред референтниот датум на попис или оние кои пристигнале во нивното вообичаено живеалиште во 12 месеци пред референтниот датум на попис со намера да останат таму барем една година. Бидејќи беше најсоодветно за темата, проверивме како поминало ова правило кај соседна Албанија, која спроведе попис во 2023 година. Употребени се идентичните зборови со кои практично се вели: диаспората не е предмет на попис. Зарем требање да се согласиме со другите држави? Значи, може да ни се блиски сите држави од околу и цела Европска Унија. За нас е битно да се сочуват етничките интереси кои што жално се поврзани со резултатот на пописот. Суштина на пописот фотографија во даден момент на една земја од аспект на населението. Така да не можете вие на таа фотографија да бидете и да не бидете донесени. За волја на вистината, дефиницијата за вкупно население во соседна Албанија и категориите што ги опфаќа се напишани во тамошниот закон за попис, како што беа запишувани кај нас при претходните пописи. А сега Уставниот суд ќе одлучува врз основа на последниот домашен закон и методологија. Тоа подразбира барање на мислење од доносителот на актот, уставно-судска анализа и подготовка на предлог за одлучување. На прашањето пак, што ќе значи за податоците од пописот ако уставени во втора фаза го потврди сомнежот за законитоста на методологијата, ни одговорија:
Одлуката може да содржи предлог за укинување на оспорените делови или за нивно поништување, ќе бидат земени сите околности што се од значење за заштита на уставноста и законитоста, а особено тежината на повредата и нејзината природа и значење за остварување на слободите и правата на граѓаните или за односите што се воспоставени врз основа на тие акти во заштита на правната сигурност на граѓаните. Вообичаено, укинување на дел од законски или подзаконски акт значи дека тој дел престанува да важи од моментот на носење на одлуката па во иднина. Поништување на дел од законски или подзаконски акт значи дека тој дел и актите донесени врз негова основа престануваат да важат и во минатото, како воопшто да не постоеле. Од Уставниот суд во конкретниот случај не добивме подетално објаснување што ќе значи едното, а што другото во однос на резултатите на пописот. Дали тие ќе бидат доведени во прашање. За подсетување, резултатите од пописот покажаа дека во земјава како резиденти живеат 1.836.713 луѓе. Како нерезиденти се попишаат дополнителни 260.606 лица. Околу 350.000 државјани кои живеат во диаспората не се попишаат. Ако се земат во предвид само резидентите, македонците изнесуваа 58,44% од населението, а албанците 24,3%. Ако на тоа се додадат и попишаните нерезиденти, односот се менува на 54,21% македонци на 29,52% албанци. Подносителот на иницијативата Скендер Реджепи очекува Уставниот суд да избрише поделбата меѓу резиденти и нерезиденти. Ако Уставниот суд постапува правно, согласно Уставот, а не политички, ние очекуваме дека методологијата ќе биде поништена и резултатите од пописот остануваат онака како што се првобитни, без категоризација. Симовски не сака да ја коментира потенцијалната одлука на судот, но вели, ако се поништи методологијата и поделбата на резиденти и нерезиденти, тогаш административно треба да се додадат и сите што имаат државјанство, а не биле попишани бидејќи се во странство повеќе од 12 месеци. Значи и оние кои што согласно регистрите знаеме дека се наши државјани живи и здрави, но не знаеме каде се и не знаеме колку време се надвор. Тогаш веќе би биле некаде околу 2.450.000 население, што не е реално. Зошто тогаш мораше да се бара соломонско решение за последниот, наместо да се тера како со претходните закони за попис, каде пишува дека се брои само резидентното население? Симовски вели, бидејќи старото решение функционирало само на хартија. И една од причините зашто пропадна пописот во 2011 година токму заради тоа што многумина, заради тоа што не требаше да бидат дел од пописот, единица на попис. Нашите граѓани, државјани кои се надвор од државата, подолго од година дена, се правеа обиди овие луѓе да бидат вклучени во пописот. Сватија тие што го спроведуваат пописот дека со ова ќе се добијат тотално нереални податоци и затоа се прекина пописот. За да се избегне ваквата можност, односно ваквата обид за некакво политичко монтирање на бројките од пописот, ние се одлучивме да ги опфатиме двете категории. Според пратеникот Скендер Реджепи, коренот на политизацијата на пописот лежи во правата врзани за проценти. За да имаме соодветен попис без политичко влијание, треба првенствено овие етнички теми да бидат расчистени согласно Уставот и другите закони, да после пописот на вистина помине глатко како што се предвидува. Кај нас се политизира пописот и секогаш ќе се политизира се додека постои една национална етничка заедница чии права зависат од резултатот на пописот. Од Уставниот суд не ни кажаа кога може да се очекува конечна одлука. Каква и да биде, ако не влијае на последниот попис, сигурно ќе има големо влијание врз политичарите на кои ќе им се падне задачата да го прават следниот.